Освојувачот на Купот на Македонија, Вардар, одигра уште еден одличен надпревар. Откако синоќа на националната арена Тодор Проески со 2:1 славеше над Лозана од Швајцарија и со тоа на реваншот ќе има позитивна предност од 1 гол. За искусниот стратег Гоце Седловски ова е уште еден меч без пораз, вкупно 21 во низа на официјалните надпревари. Седловски направи промена во составот бидејќи капитенот Горан Закари не можеше да настапи поради повреда. Вардар одлично го отвори надпреварот во Скопје и тргна со креирани шанси пред голот на Лозана за отварање на резултатот, а погодокот падна во судиското наполнување на првиот дел кога Мато ја стресе мрежата за 1:0 на полувреме. Во втори дел Лозана бркаше гол негатива, а до изравнување дојде во 58-та минута кога Диакиде постана гол за 1:1. По 20 минути игра Азар Омерагич постана погодок со кој Вардар дојде до нова предност од 2:1, а воедно тоа беше и конечниот исход. Ова е голем резултат за најтрофејниот македонски фудбалски клуб кој за 7 дена оди на реванш во Швајцарија, каде ќе собеда дојде до нов позитивен резултат и со тоа Вардар да се најде во следната фаза од квалификациите на конференцијската лига на УЕФА. Победникот од двомечот меѓу Вардар и Лозана во третото коло од квалификациите на конференцијската лига на УЕФА ќе игра со подобриот од реваншот меѓу Зимбур од Молдавија и Астана од Казахстан, а исходот од првиот меч меѓу овие две екипи беше без победник со по 1 гол 1:1.